Добар ден. Се слушаме Вембли, добар ден. Ајде аплауз еден. Или универзална, пошто на отворено сега веќе не знам. Дајте еден аплауз овај настан, антикорупцијски фестивал. Не е веќе смешно. Ако некој се навреди, вратава отворена вие, слободно. Јас сум иначе Јован, ме викет Јован, пошто така се викам. Имам брат постар, се вика Никола. То на времето значеше нешто тој име. Сега веќе не е толку интересно. И како помал, не знам, со него кога ќе бевме, цело време беше интересно, пошто јас никогаш не наклапев, не јадев кјотек, пошто постар брат имаш, за се е тој крив нормално. Ке прашаше мајка ми, ке дојдеш од работа, кој јас крши вазната, Јован, Никола чотек јаиш. Кој се помоча во саксијата, Јован, Никола чотек јаиш. Кој ги украде парите, Никола, Никола, Никола. Да. Преска на постојка ондека кај Сити Мол чекам автобус и си викам, си размислувам цело време во глава дека многу се нервирам кога ќе викат за нас, за македонци и општо за Македонија како држава, дека сме биле многу за останата држава. А немаат врска, ево, примеров. Чекам на постојка автобусот, ЈСП да дојде, чекам, идат автобусов, гледам шофер жена. Си викам, гледаш, не сме за останати, жена шофер имаме. И го почекав наредниот автобус да дојде. Мислам, супер, ама јас не влегвам во автобус, о ЈСП особено, со жена шофер. Иначе сум од Охрид, кој што кажав, не сум дојден за нудам смештај, пошто какво време дојде, ќе почнеме ние од Охрид да бараме смештај, колку поскапеа цениве. Да, пошто такво време дојде, не знам, сега не викаме смештај треби, викаме ние ми треби смештај, дај шта даш, не знам, не морат в центар. Драчево, кај било, дајте негде да се спасиме само. И секогаш сега конечно може да се каже дека Охрид на вистина стана најскап град. Пошто за да се напиеш кафе покрај езеро, треби реално, не знам, да се заборчиш кај лихвар да земиш, за да можеш да испиеш едно кафе. Па ако сакаш уште нешто, кисела вода, зеро пакет, нешто со Кока-кола, таква работа, тогаш бате брзи кредити, земај, продавај бубрези, шо било, само едно кафе да одиш да се напиеш, 15 минути да си поуживаш, искористи, изуживај, пошто и последно ќе ти е најверојатно, пошто толку е. И онде на кеј ние охријаниве не седвиме, пошто, мислам, сакаш, ама не можеш да си приуштиш. Јас си викам во животов, наредниве 5 години ќе работам за да одам да можам онде да седнам едно мало макијато и една кисела вода да се напијам. Толку, знаеш како некој далечно место ти е, како не знам, недостижно, не знам, на другиве му е Бали или не знам, шо мене ми е овај кафичов ше покрај езеро, да можам таму да седнам да се напијам едно кафе и тоа е од оние кафичине кај што кога ќе седниш пред тебе тука ти праед, ти работе, ти готве, не знам, кафево ти го мелиците, ти работи, ти дат келнеров, те замарат нешто. Очо ти зборви толку многу, овде од страна на устава му се прави како бело на пена, тоа е уствари пенава за мало макијато ше ја прави. Така што искуствено, тоа е добиваш 3 во 1, сакам да кажам, да. Интересно е. Сега пред некој време со другариве бевме Битола и седвиме во еден кафичито буквално насред чаршија и ни викат келнеров, дечки да знаете, само имаме ново мени од денеска, цениве се поскапени да не се изненадите. Викам, брат, колку мој да се поскапени, од Охрид сме, мислам. Реално, нас не нимен вид многу. И викат, ама не, аз да си кажам, после да се најутите нешто. И ни го носидме, ни го гледаме, мало макијато 50 денари, еспресо 50 денари. Коњак 70, пиво 80 денари, викам, стварно се изненадивме колку ефтино и одма тука му викаш, извини брат, дај смештај да се оттарасиме од Охрид побрзо. Да, зезнато е, стварно. И сега уште почвете, во налето излегвет по интернетов колани имаше во некој маркет во Скопје 2000 денари кило цреши. Аматери. Пред 10 години то во Охрид беше. Сега 100 евра килото, не паѓат под 100 евра, пошто овие црешиве охридски што се Клеопатра ги имат берено љубаништа. Дури Мадона на харфа имаат свирено Like a Virgin. Значи такво е. Ти кога ќе каснеш од оваа црешава, тоа е како сок од 10 невини шанкерки да си имаш напиено и се осеќаш како ти невиноста на Клеопатра да ја имаш земено. Толку моќен се осеќаш.
Зезнато е, стварно е зезнато. Иначе јас и за бензин не ставам веќе пари, пошто све поскапе и возам само до пред излезов на Охрид, не возам понатаму. Иако некогаш загустит во животот, секогаш можам таксист да бидам, пошто имам завршено факултет филолошки, имам и возачка, така што филолошки плюс возачка дозвола еднакво на такси драйвер. И на излезов од Охрид, потаму не одам, пошто искрено по онај фамозен обид за автопат Охрид Кичево не би возел и пари да ми даваш, пошто она не е автопат, кој што реков, она е обид за автопат. Толку долго се прави патов, значи што во исто време кој ќе го пуштет во употреба, ќе го прогласат и за музеј, толку долго се прави. Значи катастрофа, катастрофа. Германциве во Втора светска војна Коминско поле го имет користено и ме речено, абе остави му го вака, ќе му се најдно, овие толку разбират. Значи зезнато е, зезнато е. Викавме пред 10 години кога почна да го прават, како си се надевавме. Леле, кога ќе го направат за 2-3 години патов, Скопје за еден сат ќе стигвиме, на кафе ќе шеме, Охрид Скопје цело време, секој ден, она, убајна да е, сега за еден сат од Охрид не можеме да излезиме. Значи до толку, онде ботун на Кривинчено, тука пауза правиме со стража, пошо, кај е стража, зазнато е стварно. И не знам зашто со онаков, со бранчиња патов. Не знам, возиш и вака само цело време тие. Излеа уметнички дојам Јордан Плевнеш, има тука нешто идејно решение давано. Ке го направите автопатов Кичево Охрид со бранчиња за човекот што вози шоферот тука да се чувствува како на разбрануваното Охридско езеро. Викаме добро, тоа е кој ќе од Кичево на кај Охрид, ама од Охрид на кај Кичево со што ќе ги мамиш. Тогаш едноставно ќе речиш кичевска работа. Тоа е. Мојте еден аплауз дајте чисто онака да видиме дали сте тука. Убаво ше уште дење јас дур настапвам, пошто ако се стемни нема да ме гледате, она само ко voice over ќе ви видам. Пошто блендинг ќе направам вака со црнава боја. Да, и патов комотно може да се користи за измачвање, за кажување државни тајни. Ке му речиш, ако не кажеш, ако не ја кажеш тајнава, ќе те носиме преку пресека. Ама не жити све преку пресека не ме носете, ќе кажам. Ке ти дојдам од тој Спасен Силјановски ми е омилена песна. Бате, ти од ѓавато и од друга настрана, од кај Битола ке те свртиме тебе, дупла казна да ти дајме. Не, ве молам, значи катастрофа. За све може да се користи, само за тоа што треба да се користи, не се користи патов. Моментално тој што вози багер на патов е внукот та првата генерација што почнале да го прават патов. Ко била ова градежна фирма, уште не била фирма, било здружение на граѓани некое од Дебарца. Оделе, поминувеле, тука виделе некој стари му рекле, ајде стрико, што правите вие? Ништо, ева, се име. Ама ела пополнете ги дупкиве да не седе двака и ко на искусниот тие од Велме и ошле, пошто ги биваат за полнење дупки нив. И така немат врска, ама не е битно. Ама се ова ќе се исплатите ден. Кога ќе се направи патов, ова намерно е за после да можеме да го уживаме. За некој не знам сега за колку време, ама кога ќе се направи патов, кога ќе опне 4 патарини уште од Охрид Кичево, абе убајники, ама тоа нема да се патарини, туку ќе се како мали кафанчиња. Некој охријанец ќе ги држи, како Билјанин извори Белведере, нешто така Четкаров, некој овие. И ќе оиши ти на прва патарања застанвиш, за да ти е лесен патов, ти кажеш земи едно ракивче овдека, закачи едно ракивче, патов ќе ти е топ. Оиш после втора патарина, таму те пречекват со локум, мезе, такви работи. После имаш патарина трета кај што имат винце, имат джез музика, Владимир Четкар таму ќе свири. Ајде, лепотани, лепотани, види, абе, душава бавча, патов бавча, ајде, лесно. И после идаш пред Кичево, четврта патарина, и таму те пречеквит една кичевска лепотица, и ти викат шефе, не се замарај више, ја ќе те измасира за сите години нервоза. Викаш ти стварно, ама не замарај ти, ја ќе те замара сега, ја ќе те масира. И тоа е едно преубо искуство. Значи тоа е тоа за патов. Имам една на срце вака што ми лежи приказна, што сакам да ја споделам со вас уште од средношколските денови, што се од дамнешните средношколски денови. На времето имаше едни како драмски секции, на пример, слободни активности, такви работи на школа, на кои што ти јоиш и тие ти викат оди уплати ми ливче во Спорт Лайф, оди купи ми бурек,
Ој отклучи на керка ми дома и не може да отклучи тиоиш клучот со врвца околу вратов, таја вака проби да отклучи. Јас си го изваив, мислам клучов и го изваив и отклучив. И така имаше неколку такви активности на кои што бевме присилно натерани и една професорка ми вика: "Јован, ќе се вратиш ќе во градинка." Мислам не дека бев малумен па сега требаше во градинка да ме однесе, туку ќе син ми да го земиш од градинка. Одам јас во градинкава и стигнав малку порано, уште не беа завршени децава со јадење, тогаш му даваа за ручек. И одам јас, влегвам и случајно ја слушам на оваа што беше воспитувачкава на детево што требаше аз да го земам, кај што и викат на куваркава: "Не му давај на ова детево многу за јадење, не му ставај, пошто мајка му е од ВМРО." Јас слушам и не ми се верви, што слушам? Викам: "Шо? Не му ставај", и то она низ да биде мек да не се слушни, "Не му ставај многу за јадење на детево, заш мајка му е од ВМРО", чутите. Да не се спомни имево. И окей, викам, го земам детево, после тоа толку покиснато, такво идат, шо бе му викам, шо е срце? Ништо, изгледа, не бев умен, не ми дадоја за јадење, многу она, не бе, викам, не е то до тебе, тоа е до политика во држава. Тој вика: "Да ти ебам политиката." Абе политичар од мал беше, сега е председател на УМС во Кратово, не е битно. И викам: "Ајде, ќе го направам најголемиот хуман чин во мојот живот, ќе го однесам детево да јајт нешто." И го зедов под рака, од спротива имаше една сендвичара Вили, го однесов таму по едно трување да закачиме двајцата. Го носам таму и викам: "Шо ќе јај, шо ти се јај?" И викат: "Све, компири, ура", почна ко палјот од битола се понаша да збесви. Викам: "Добро, во рете, смири се." И гледаме идат овај што работеше таму, сендвичаров, не знам како се викат, што работат во сендвичара луѓево, продажен агент за сендвичи, може да појма неам, сега со назививе, и идат да порачаме. И викам: "Шо ќе јаиш, ајде кажи." "Ќе јадам голем тост и голем помфрит." И викам: "Абе, многу е то, малце касна реално ти, не знам дали ти се ајд толку." Ми се ајд. Гледам голем тост и голем помфрит, заедно 250 денари. Јас сакав да јадам хамбургер, на пример, ама викам: "Абе, добро, ајде." И му викам на овај сендвичаров: "Донеси му на детево голем тост и голем помфрит." И уште пеевче остануваше за мал помфрит, јас да си земам за мене, да поцнам малце, ајде да не е безичи јас. Чекаме, после некој време идат сендвичаров, ги носит работиве, гледам јас вака јадењево и му ги земам и него и тостот и помфритот, све почвам да пукам в уста, да јадам, то ме гледат вака како запрепастено, викат: ама заш, и му се вртам и му викам: "Заш мајка ти од ВМРО." Фала ви многу, тоа беше се од мене.